Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во училница. Ова е час по македонски јазик за трето оделение, а јас сум наставничката Дијана Илиевска-Ковачевска од Основното училиште Свети Кирил и Методи, Центар Скопје. На овој час ќе обработиме наставната содржина народни умотворби, односно поговорки. Часот ќе ни биде успешен ако на крај ги постигнеме следните цели. Ако вие учениците ги запознаете поговорките како народни мудрости, ги разликувате поговорките од другите видови текстови, ако можете да го разберете значењето или пораката која народниот мудрец ја испраќа преку поговорката. За реализација на овој час ќе ви биде потребно да имате пред вас тетрадка и прибор за пишување. Доколку сте подготвени, ве поканувам да продолжиме со часот. Од самата илустрација гледате дека имаме еден дедо кој што заинтересирано го гледа своето внуче кое што седи покрај компјутер. Вие знаете дека најдобрите работи, најинтересните работи, што до сега не сте ги слушнале вие, ги учите од вашите постари, од родителите, од бабите, од дедовците. Но често пати се случува, иако дедовците ние ги сметаме дека се полни со животно искуство и дека знаат многу работи, тоа е точно. Но често пати знаат тие да ви кажат: браво, внучко, па јас тоа не сум го знаел, гледаш, јас нешто од тебе да научам. Истите овие работи сме ги споменали во некои текстови што сме ги учеле на часовите по македонски јазик. И сигурно се сеќавате на изреката: човек се учи додека е жив. Исто така сакам да ве потсетам на изреката: доброто со добро се враќа. Низ текстовите, расказите, често пати ве учиме дека треба да правите добро на другите, да помагате, да позаимувате, да ги делите работите, а потоа, правејќи добро, со добро ќе ви се врати. Или пак мислата: јазикот коски нема, а коски крши. Учејќи го значењето на јазикот за нашето образование, за нас како личности, ја споменавме оваа мисла и кажавме колку е важен јазикот. Епа, ученици, овие изреки, дадени најчесто како совет или упатство, мошне често ги употребуваме во секојдневниот говор, а вам, децата, сигурна сум дека ви се омилени и интересни. Ваквите изреки ги нарекуваме поговорки. Поговорки се кратки и поучни народни изреки. Во нив народот ја искажал својата мудрост што ја стекнал во животот. Преку поговорките старите луѓе ги подучуваат младите луѓе како да се однесуваат во животот. Или рековме дека тие имаат богато животно искуство. Во минатото многу луѓе се досетиле да ги собираат и запишуваат народните поговорки и умотворби и ги објавиле во книги. Тие луѓе кои што оделе од место до место, човек до човек, ги запишувале народните умотворби, ги викаме собирачи на народни умотворби. Еден од нив е најпознатиот собирач на народни умотворби кај нас, Марко Цепенков. Сега, сметам дека ова што до сега го кажав, веќе го разбравте, нешто и се подсетивме, нешто и знаевме. Сега имам една вежба. Јас ќе ви понудам
изреки, а вие да се присетите кои зборови се пропуштени во овие изреки. Првата е кој лете, зиме. Изреката не е потполна, недостасуваат уште два зборови. Што мислите, кој е првиот збор што недостасува? Така, кој лете ладува, зиме гладува. Се сеќавате кога ја обработувавме басната Штурецот и мравката, тогаш оваа изрека ја споменавме. Потоа, кој рани две среќи, така, недостасуваат два збора. Кои се овие збора? Првиот збор е зборот рано, а вториот збор е зборот граби. И изреката ќе биде кој рано рани, две среќи граби. Че кој рано станува, повеќе работи може да заврши. Третата изрека. Што ќе си посееш, тоа ќе... Кој е зборот што не е овде допишан? Погодивте. Што ќе си посееш, тоа ќе ожнееш. Работата го човекот, а мрзата го гнаси. Што мислите, кој збор овде е пропуштен? Така, зборот краси. Работата го краси човекот, а мрзата го гнаси. И уште една. Два пати мисли, еднаш точно така. Два пати мисли, еднаш кажи. Овие се изреки кои што се нарекуваат народни поговорки. Во народните поговорки има поучни мисли за книгата, за работата, за мрзеливоста, омразата, пријателството, лагата, храброста, љубовта, културата или некултурата, кавгата, силата и друго. Значи, секоја поговорка во себе крие некоја порака и токму и затоа ние ја кажуваме поговорката. Сега следува уште една вежба во која што се очекува да бидете вие активни. Во оваа вежба од вас се бара да ја разберете и да ја објасните каква порака, односно каков совет ни даваат следните поговорки. Првата поговорка ќе биде: без труд не се ора со плуг. Што мислите? Што сака оваа порака да ни оваа поговорка да ни порача? Што со оваа поговорка треба ние да научиме? Треба да работиме макотрпно за да постигнеме подобар резултат. Само со работа и со труд се постигнуваат поголеми резултати. Тоа е пораката што не ја испраќа оваа поговорка. И втората: ако не врне, барем ке капне. Често ја слушаме оваа поговорка, а со неа сака да ни се испрати пораката дека ако немаме можност да добиваме многу, ние треба да бидеме среќни и да научиме да се радуваме и на малите нешта. Може некогаш малите нешта да ни донесат поголемо задоволство и среќа. Успешно ја завршивме и втората вежба, а сега следува трета. Во оваа вежба треба да се обидете од понудените поговорки
вие да препознаете која е пораката што јас ќе ви ја дадам. Поговорките се: кој лете ладува, зиме гладува. Кој рано рани, две среќи граби. Што ќе посееш, тоа ќе ожнееш. Два пати мисли, еднаш кажи. Овие се поговорките. А сега вие кажете ми, пораката: никогаш не избрзувај во твоето кажување, особено кога тоа се однесува на некои личности. Непромисленото кажување може многу да повреди некого. Што мислите? Која од поговорките ни ја дава оваа порака? Точно така. Два пати мисли, еднаш кажи. И уште една порака. Секој човек треба да внимава на своето однесување со другите луѓе. Ако им помагаш на пријателите, и тие ќе ти помогнат кога тоа ќе ти биде тебе потребно. Ако постапуваш пак лошо со некого, и тој ќе ти врати со лошо. Што мислиш? Оваа порака за која од поговорките се однесува? Точно така. Што ќе посееш, тоа ќе ожнееш. Сега би сакала да ги подготвите вашите тетрадки и моливчиња и во нив да го препишете планот, односно она што е најважно од овој час да го запомните. А тоа е: поговорки се кратки и поучни народни изреки. Во нив народот ја искажал својата мудрост што ја стекнал во животот. Преку поговорките, старите луѓе ги подучуваат младите луѓе како да се однесуваат во животот. И третата точка: собирачи на народни умотворби се оние луѓе кои во минатото ги запишувале народните поговорки и умотворби и ги објавувале во книги. Можете да го стопирате видеото, да си го препишете планот во тетрадките. А под планот имате уште една мала задачка. Напишете една од поговорките за која што досега не дадовме објаснување, односно што таа сака да ни порача. Значи, напишете една поговорка која вас најмногу ви се допадна, а потоа обидете се да ја објасните како во претходната вежба. Поговорката можете да извлечете и од вашите родители, од вашите баби или дедовци. Ви посакувам успешна работа и ви благодарам на вниманието.